Учениците од 4-то одделение па нагоре ова полугодие не добија можност да следат настава во училиште. Им беше дадена опција да учат онлайн, но 40.000 ученици во земјава немаа услови за тоа. И тие сака да ода во школа. Нема таблет, стоја трча по улици. И за школото обеќаваа ќе донесет и нема донесен уште. Новата влада уште на првиот школски ден соопшти дека не може навреме да купи толку нови уреди. Постапка за набавка на 40.000 компјутери, веројатно со сите детали внатре, согласно искуството, трае некаде до април месец. И ова не е лесно. Во соседна Србија секое семејство можеше да избере дали ученикот ќе оди во училиште или ќе учи од дома, но и таму се импровизираше. To znači da su svake druge nedelje bili uskraćeni za likovno i muzičko, za koje smatram da su jako bitni predmeti u najmlađem uzrastu kod dece. Првото COVID-19 полугодие помина. 360 степени во Македонија и јужне вести во Србија проверија како. Во новогодишен амбиент, но пред празни клупи и столчиња, наставничката Сонја Апостоловска-Трајковска ги одржува последните онлайн часови за оваа година. 4-то оделенците од подрачното училиште Наум Охридски во скопското село Црешево се подготвуваат за полугодишните оценки. Оценувањето ќе биде онлайн, но доколку некој од учениците изрази желба, може и во училница со физичко присуство. Оценувањето е секојдневно, значи формативно оценување преку устни одговори, преку домашни задачи, она што најмногу јас го вреднувам, значи постојано, активно, трудолюбиво работење на домашната задача, која што секако представува и проверка на знаењата од секојдневната заедничка работа. Предпразнично наставната програма е прилагодена тематски, но часот секогаш не одимазно. Добро, сега ќе ви прочитам еден краток текст. Може? Ќе ме слушате? И кај мене е текстот. Го немате во учебник. Недовршена приказна за една зимска ноќ. Се слушаме? Да, наставничке. Градските улици беа покриени со снежна покривка. Студената зима паѓаше на нејзините прозорци. Може почека кога читате мисли или интернетот, ништо не ме слуша. Ништо не ме слушна? Добро. Проблемите со интернетот се едни од најчестите пречки во наставата со кои се соочуваат овие ученици. Задачите ги праќам на националната платформа, меѓутоа често пати учениците велат дека не се во можност да ги прикажат, заради тоа што им е можеби спор интернетот и самите тие наоѓаат начин да ми ги пратат домашните преку Messenger, Viber. Од 18 ученици во одделението, тројца немаат ниту таблет, ниту лаптоп, па наставата ја следат преку мобилен телефон. Имаат потешкоти, значи не може да бидат вклучени во сите активности што ги нудат платформите и сето она што го нуди интернетот, но тие дечиња имаат устна комуникација со мене и работат на своите тетрадки дома. Го користат оној дел на чет во Teams-от, па споделуваат, пишуваат тука, споделуваат слики, значи сепак и тие на некој начин се вклучени. Училиштето во Црешево е подрачно и има 100 ученици. Децата од 1 до 3 одделение одат на настава во училница, но за погорните одделенија немало услови да се овозможи физичко присуство. Тоа за дел од жителите представува проблем, бидејќи не успеале да обезбедат уреди за следење онлайн настава. Како е со интернет, компјутери имате? Нема нити интернет, нити компјутер, ништо. Па како учи? Па иде таму кај еден зет имам, кај него оди. Нашиот соговорник вели дека семејството побарало од училиштето да им обезбеди компјутер, но не добиле. Дел од жителите пак велат дека се снашле и самите обезбедиле уреди. Само во школа децината ова не го биаше. Па добро, деца се супер дома си стануваат на време си прават тоа обичајот. Имаат тие компјутери, имаат по телефоните, све тоа. Од што учат, од телефон или од компјутер? Баш не сум гледал, кај не да кажам права, но тука сме исто куќа. Централното училиште Наум Охридски се наоѓа во селото Булачани. Со двете подрачни во Црешево и во Раштак има вкупно 350 деца. 1/3 од нив наставата ја следат со физичко присуство. Од тие 126 ученици, само еден ученик
работи со печатени материјали, заради тоа што родителот се изјасни дека не сака детето да присуствува физички во училиштето. Сите други ученици редовно ја следат наставата. Имаме многу мал број ученици кои што биле изолирани или биле позитивни на COVID-19. Во последно време отсуството се движи со некои бројки помеѓу 1 до 5 ученици, што значи дека е многу мало во однос на вкупната бројка. За следење онлайн настава, директорката Димишковска вели дека помогнала општината Газибава. Локалната власт поделила 37 таблети за семејствата од социјално ранливите категории со ниски примања и повеќедетните семејства. Но уредот не е единствената пречка до образование. Интернет провайдерите во подрачјето каде што обстојува основното училиште Наум Охридски имаат прилично застарена инфраструктура и квалитетот на интернетот е всушност ADSL линија која не покрива баш онолку upload колку што бара еден наставен процес за да може да се реализира со 4 паралелки одеднаш или да работат повеќе наставници во истовремено. Чекорот на Газибава да подели бесплатни уреди таму каде се неопходни го следеа и други општини откако државата не успеа да купи за сите ученици на кои им требаа. И покрај тоа, се уште има ученици на кои им се потребни. Најдобар доказ за тоа е Борча Стаменов од Кавадарци, познат по Facebook иницијативата Донирај компјутер. Планот ми е до нова година барем да стигнам до 600 компјутери и со тоа да завршам така наречена мојата 6-та сезона на Донирај компјутер. Мотивиран од самохрана мајка која немала компјутер за децата, Стаменов во 2016 година почна да поправа стари компјутери и да ги донира на оние кои им се најпотребни. Од почетокот на пандемијата и онлайн наставата, неговата работа забрзано расте, па се повеќе граѓани, компании и амбасади му испраќаат пакети со компјутерска опрема. Значи има машини кои што вие позади, буквално нема потреба од никаква интервенција, нели? Дури доаѓаат и со инсталиран оперативен, ми требаат едно 10 минути да ставам тоа што треба. Некои машини бараат нели додатна диагностика. Но можам да кажам дека од 40 до 50 минути за една машина може да се изгубат. Значи обично гледам да не губам многу време. Семејствата што бараат компјутер му испраќаат податоци на Facebook, а критериумот за да добијат е потврда дека се со ниски примања, невработени, самохрани родители или во друга социјално ранлива категорија. Предпразнично со компјутерот има и новогодишно пакетче. Фидбекот што се добива е прекрасен, значи не се опишува тоа со зборови. Последно време некако тренд стана оние што добиваат компјутери, некои пишуваат песнички, некои цртаат семејни слики со Донирај компјутер у средина. Примал видеа, буквално некој ми пратил некоја 4 пива као фала, што беше доста интересно. А дали донациите го решија проблемот на 40.000 ученици кои немаа услови да следат онлайн настава на почетокот на учебната година? Од Министерството за образование велат дека бројот е намален. Околу 8.000 ученици наставата на далечина ја следат на националната телевизија преку емитување на 15-минутни часови на македонски и албански јазик. Дополнително, наставниците беа во постојана комуникација и доставуваа печатени наставни материјали на учениците кои не беа во можност наставата да ја следат на далечина. Со посветена заедничка работа, МОН, општините и општествено одговорни компании за исклучително краток период успеаја да го намалат бројот на ученици кои немаат уреди и да обезбедат континуитет на образовниот процес во услови поразлични од претходно. Со комбиниран модел на настава почна и учебната година во Србија. Разликата во споредба со Македонија е што сите добија шанса да бираат меѓу физичко присуство и онлайн настава. Она што е исто е што и таму властите се задоволни од крајот на првото полугодие. Учениците се веќе на распуст, а надлежните велат дека успеале навреме да обезбедат услови за следење на часовите на далечина. Па Министарство е благовремено поделило таблете, телефоне, појачало интернет мрежу, а баш таму оним, да кажем, ретким случаевима ишле су папирне верзije i nastavnik je obilazio lično decu. Govorimo o ruralnim sredinama i tamo gde po jedan učenik, dva eventualno i tako dalje. Во училиштето Свети Сава во Ниш има повеќе од 1000 ученици. За поголем дел од децата кои немале, биле обезбедени таблети и телефони за онлайн настава преку различни проекти за правата на детето. Значи, svi su dobili materijale, troje učenika, trojica u stvari.
koji su zaista iz jedne vrlo socijalno ugrožene porodice, pa su imali problem kod kuće da nemaju ni struju, ni vodu. Za njih smo svakog dana štampali materijale, oni su dolazili ili svakog drugog dana već u dogovoru sa nastavnicima i stručnoj službi su nastavnici ostavljali. Oni donesu to što su završili, a dobiju štampani materijal. Но најголемите проблеми во Србија беа во училиштата каде поголем дел од учениците се одлучија за физичко присуство. Бидејќи беше ограничен бројот на ученици во еден клас, се направија многу одделенија, па на некои деца часовите им почнуваа доцна попладне. Едно од решенијата да не се седи во училиште до полноќ беше кратење на часови. To znači da su svake druge nedelje bili uskraćeni za likovno i muzičko, za koje smatram da su jako bitni predmeti u najmlađem uzrastu kod dece. Ono što je takođe pogubno za decu je to što su bili uskraćeni za časove fizičkog vaspitanja, koji su neizmerno važni za decu u razvoju. A ono, čini mi se, što će možda za njih da ostavi i neke veće posledice je to što, evo, već skoro godinu dana se sa polovinom svog odeljenja ne druže i ne viđaju. Ова полугодие не беше предизвик само за Балканот, туку за целиот свет. Нема готови решенија, а ова беше можност и надлежните да научат нови лекции. Како во второто полугодие да нема деца кои не можат да следат настава.